А ние продолжуваме понатам. Неготино е град во срцето на Тиквешијата со силен потенцијал во земјоделството и винарството, но и со предизвици во инфраструктурата и задржувањето на младите. За тоа каде е денес општината и каде оди понатаму, на мое големо задоволство, денес во студио ја имаме градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Снеже. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата и на честа која што имам денес да учествувам во вашата емисија во Македонска радио телевизија, програма за градови. На почетокот, градоначалничке, би ве прашала каква е состојбата со детските игралишта во општина Неготино? Детски игралишта во општина Неготино има, постојат, но секогаш може повеќе. Општина Неготино има детски игралишта кои што се во доста добра, доста солидна состојба, игралишта кои што се веќе постоечки и игралишта кои што ние како општина дополнително градиме нови и ги финансираме, како преку други средства за финансирање, така и преку буџет на општина Неготино. Во тој дел опфатени се детски игралишта кои што ние ги имаме и ги градиме не само во градот, така и во сите рурални средини. Конкретно пред не повеќе од 20 на дена имавме пуштање во употреба на детско игралиште Парк 8 ноември, каде што во тој дел, односно во таа населба, има конкретно многу дечиња и сето тоа беше на барање на граѓаните на општина Неготино, изградба на едно прекрасно детско игралиште, прекрасно катче, каде што ќе можат дечињата секако заедно и со своите родители, баби, дедовци, да се рекреираат и да има место каде што ќе го поминуваат своето време. Меѓутоа, еве овде сакам да упатам и еден апел, како до дечињата, така и до родителите, да се внимава во делот на играњето во самите детски игралишта, да се зачувуваат оние работи кои што ние ги градиме, кои што инвестираме како локална самоуправа, поради тоа што сето оноа кое што го правиме е за општото добро на сите, на целото население, на целиот град и сметам дека треба да ги зачуваме тие работи, а не да ги уништуваме и да ги узурпираме. Сега, што е она што ви е цел, приоритет за остварување во вашиот 4-годишен мандат? Голем предизвик е што го добив, односно што ја добив довербата на граѓаните на локалните избори 2025 година кои што се одржаа, каде што ми беше доделена довербата да бидам градоначалник на општина Неготино, прва жена градоначалник во општина Неготино. Дополнителен предизвик за да можам да продолжам да се развивам во својата област, во својата кариера, но секако пред се овде се и потребите на граѓаните. Граѓаните се оние кои што ја дадоа довербата на мене и граѓаните се оние според кои што ги водам своите приоритети во своето работење. Што значи и целокупната моја програма е изработена врз основа на предлози, сугестии, критики на сите оние жители, како во општина Неготино, така и во руралните средини. Граѓаните се многу скромни и не бараат многу. Заради тоа ние функционерите сметам дека треба да бидеме слуги на граѓаните. Што значи, граѓаните бараат патна инфраструктура, бараат подобро образование, подобри услови во делот на социјалната заштита, подобри услови во функционирањето на лицата со попреченост, градење, реконструкција, одржување на оние најмали наши граѓани на општината, односно на дечињата, да има повеќе спортски терени, како за дечињата, така и за професионалните спортисти. Исто така овде би ги спомнала и бизнис заедницата, каде што се доста битен сегмент во развој на една локална самоуправа, каде што ги слушаме и нивните потреби, односно изградба, отпочнување на изградба на нова индустријска зона во општина Неготино, каде што сето тоа би било согласно нивните потреби, се со цел поголем развој, поголем економски развој, поголем економски бенефит на општина Неготино,
а секако со тоа и поголем број на вработување во нашата општина. Ги споменавме децата. Каде се тука лицата со попреченост? Ги споменавте вие дека ги слушате нивните барања. Што е превземено за да им се олесни нивниот начин на функционирање во општина Неготино? Така. Многу е битно да не се почувствуваат тие социјални разлики во секое едно живење и секој еден граѓанин да има достоен начин на живот. Предвидено е во следните 4 години општина Неготино да биде инклузивен град, каде што сите оние проекти кои што се изработуваат, кои што се изработени и кои што се реализираат, предвидено е да бидат спуштени тротоари да има насекаден, да има пристапни рампи, за да можат и тие лица да ги чувствуваат бенефитите како и сите нас останати граѓани. И да можат да се движат слободно низ градот. Да, исто така имаме проекти на кои што имаме аплицирано и во моментов ги реализираме преку ИПА, преку гранична соработка, заедно во соработка со Република Грција, каде што конкретно сме фокусирани исто така на преадаптација на простори кои што ќе бидат опремени со сите оние фитнес реквизити за полесен ментален развој на сите тие лица со попреченост, организирање исто така на апитерапии. Тука се вклучени исто така и оние категории на лица кои што се со деменција. Така да во периодов сме во фаза на реализација на тој проект. До летото исто така ќе отпочнеме и со ангажирање на асистенти во општина Неготино, кои што конкретно ќе работат исто така и со тие лица со попреченост и лица со деменција. Исто така набавени се преку тој проект и преку 20 електрични велосипеди, каде што најпрво беа предадени на тест период, каде што беа тестирани од самите лица со попреченост, каде што наидовме на многу позитивна енергија, многу голема радост кај нив, така што официјално веќе започнуваме во следниот период да ги ставиме на располагање и на сите оние граѓани во општина Неготино и руралните средини, лица кои што се попреченост и кои што ќе можат да ги користат истите за своји потреби. Со оглед на тоа што е пролет, со оглед на тоа што времето е убаво за да се биде градежно активен, а вие градоначалниците го користите овој период, почетокот на пролетта и текот понатаму за да направите нешто за граѓаните. Овдека би ве прашала каква е патната и комуналната инфраструктура, бидејќи тие се најчеста критика од граѓаните во општините. Така. Патната и комуналната инфраструктура кај нас во општина Неготино можам да кажам дека од година на година станува се подобра. Не дека досега не работевме, само што тој зимски период го поминавме во отпочнување на реализација на проекти, изработка на нови проекти, поради тоа што секоја една општина колку повеќе проекти има, толку поголем бенефит ќе има во следниот период. Како проекти имаме отпочнато голем број, меѓу кои што еве би ги напоменала неколку асфалтирање на улици како во градот, така и во руралните средини, асфалтирање на улици во село Војшанци, во село Курија, во село Горни Дисан, Долни Дисан Вешје. Тоа представува едно излетничко место кое што граѓаните на општина Неготино најмногу го бараа. Во следниот период исто ќе се реализира и асфалтирање на улица во Калањево Бела Вода, исто така и тоа излетничко место. Изградба на кружен тек на излезот од Неготино према Кавадарци. Во моментов интензивно се работи. Најверојатно до крај на септември-октомври би се завршил тој проект, кој што е исто така подпомогнат од Министерство за транспорт. Исто така во моментов се реализира и еден од, можам да кажам, моментално најголемите проекти, како градежна, така и финансиски,
изградба на кружен тек исто така и во центарот на градот. Тоа е кружен тек кој што комплетно ќе го промени ликот на градот, каде што поврзува 3 детални урбанистички планови. Заедно сето тоа би се споило со реконструкцијата на градскиот плоштад, кој што е потребно да започне во текот на летниот период. Реконструкција исто така и на улици во останатите рурални средини, што значи дека ова лето ќе биде доста активно и ќе продолжат да се реализираат сите оние проекти кои што се отпочнати. Тие што се отпочнати веќе ќе се завршуваат и секако ќе се отпочнуваат нови проекти кои што најголем дел се аплицирани преку Влада на Република Македонија, каде што општина Неготино има добиено вредност од преку 210 милиона денари, но освен тие проекти се реализираат и проекти кои што се финансирани од буџет на општина Неготино. Како во делот на патната и комуналната инфраструктура, така и во делот на образованието, каде што самите институции, самите раководни лица, односно самите директори, си се задолжени да ги уредуваат нивните училишта, односно да даваат особено акцент во делот на детските игралишта, во делот на адаптирање на нивните училишта, онака како што заслужува секое едно дете. Кога веќе зборувавме за патната инфраструктура, тука веројатно би било во ред да ве прашам каква е и состојбата со водоснабдување и канализација во руралните места на општината? Така. Во делот на руралните средини, како што кажав, ние како општина Неготино никогаш немаме поделби помеѓу градски и селски средини, поради тоа што сите граѓани сме исти, секој еден граѓанин плаќа приход во буџет на општина, што значи дека буџетот на општината се полни, односно се финансира од сите оние даноци кои што ги плаќаат самите граѓани. Во делот на водоснабдувањето немаме некакви поголеми потешкоти. Единствено може да се случи да имаме прекин во водоснабдувањето доколку станува збор за некаков дефект кој што би се јавил во моментот, па додека да се санира тој дефект, да има кратко прекин во водоснабдувањето. Во принцип, и онаму каде што имаме повисоки зони, и онаму каде што имаме пониски зони, немаме проблем во делот на водоснабдувањето. Сега имаме едно населено место, односно едно село, каде што никогаш до сега во историјата на неговото постоење, односно станува збор за селото Црвени брегови, никогаш немало ниту фекална, ниту атмосферска канализациона мрежа, така да изработивме урбанистички проект, изработивме основен проект и во следниот период работиме на реализација, што значи дека прв пат во постоењето на тоа село тие граѓани ќе имаат комплетната комунална инфраструктура. Добре, конечно во 21. век. Редно е. Редно е да добијат канализациона мрежа. Дали има конкретен план, ќе се префрлиме од нешто што е најосновно за човечкото функционирање на нешто што го носи 21. век. Дали општина Неготино има конкретен план за дигитализација на општинските услуги? Така. Знаеме дека сите се стремиме кон дигитализација, кон олеснување на сите оние процеси кои што до сега сме ги воделе, и тоа е еден голем бенефит кој што ние како општини почнуваме да го согледуваме, почнуваме да го чувствуваме и во иднина допрва ќе го осетиме целиот тој бенефит кој што ние како општини ќе го имаме. Ние како општина Неготино конкретно имаме започнато со дигитализација на одредени одделенија, односно дигитална архива. Исто така во програмата моја, како што е и наведено, заедно во соработка со Министерство за дигитална трансформација, со Влада на Република Македонија,
има предвидено и дополнителни активности кои што ќе се реализираат, комплетно дигитализирање на Советот на општина Неготино, комплетно дигитализирање во делот на добивањето на оние услуги кои што граѓаните на општина Неготино е потребно да ги добиваат, односно електронско барање за одобрение за градење, одобрение за реконструкција, одобрение за преадаптација. Исто така предвидено е и дигитализација во делот на издавањето на решенијата за даноци на имот, каде што со самото издавање, односно генерирање на тие решенија за данок на имот, ќе се намали сивата економија, ќе се има комплетна контрола на сето оно што е издадено како излезен документ спрема секој еден граѓанин, за да можеме после тоа и соодветно ние како општина да си, согласно законските обврски, да си ги наплатиме сите оние приходи кои што, нели, нам не следуваат како општина. Исто така, тука би навела и дека Министерство за дигитална трансформација имаше јавен повик за изработка на нова веб страна, каде што ние како општина Неготино аплициравме, добивме и во завршна фаза е новата веб страна на општина Неготино. Исто така, аплициравме и на уште еден повик преку Министерство за дигитална трансформација за обезбедување на бесплатни Wi-Fi точки, кои што ги реализиравме, се поставени и веќе се во функција и во служба на сите граѓани на општина Неготино. Ги споменавте пред малку училиштата. Општина Неготино има 3 основни и едно средно училиште, тие се конкретно под ваша надлежност. Што општината прави за учениците во овие училишта? Така. Ние имаме, како и што напоменавте вие, Снежа, 3 основни училишта и едно средно училиште, каде што во делот на образованието самите раководни лица претежно се задолжени да бидат фокусирани во делот на реконструкција на сите оние стари и дотраени како кровни конструкции, така и прозори, врати, за да може дечињата да имаат идеални услови за одење во училиште. Предвидено е промена на кровна конструкција како во градските средини, така и во селските средини, онаму каде што се стари и дотраени, доградба на спортски сали, додека во делот на општината, што конкретно прави во делот на образованието, воведовме исто така награди, односно стипендии за сите оние најдобри студенти. Оваа година прв пат доделуваме 5 стипендии за најдобри студенти. Од оваа учебна година исто така започнуваме за прв пат со бесплатен оброк за секое дете од прво до 5-то оделение. Воведуваме исто така и бесплатни униформи. И секако тука би напоменала и мерка, односно награда за секое прваче кое што се запишува во прво оделение во вредност од 3000 денари за секое дете. Имаме уште многу теми, ама времево некако не гази. Јас тука не може да не ја спомнам темата за Неготино и винската мапа на Македонија. Има ли стратегија за развој на вински туризам во општината? Така. Општина Неготино е град каде што има најмногу сончеви денови. Општина Неготино е во срцето на Тиквешијата и е многу блиску до самиот автопат. Неготино има идеална местоположба, идеално место каде што располагаме со голем број на лозови насади, каде што имаме најубаво вино, ракија, домашен маџун. Имаме стратегија, имаме план. Во Неготино има регистрирано преку 15 семејни винарии, кои што имаат можност да се промовираат на неколку настани кои што ние како општина Неготино ги организираме. Тоа е Свети Трифун, денот на виното, каде што секоја една винарија може да се изложува, да се презентира. Исто така имаме во месец ноември Ден на младо вино, каде што исто така може да се промовираат сите тие, како семејните мали винарии, така и големите винарии. Имаме винска куќа, каде што
Знаеме дека ние сме атрактивно место, место каде што странците кои што патуваат по автопатот према граничниот премин Богородица обожаваат да застанат во нашиот град, да го посетат, да го видат, така да во таа винска куќа можат да пробат во секое време, да ја посетат, да купат дел од оние производи кои што ги имаат малите семејни винари. И секако тука како главен приоритет ми е во делот на индустриската зона, каде што минатата недела конечно заврши изработката на урбанистички проект во Нопфат, односно во делот кој што минува покрај автопатот, каде што имаме одобрение за развој на нова индустриска зона, каде што во следниот период ќе имаме и продажба на парцели за фотоволтаици и за градеж на неизградено земјиште. Приоритет ми е исто така во тој дел изградба на автокамп зона, каде што по должината од Скопје до граничен премин Богородица ние немаме автокамп зона. Сите оние странци кои што транзитираат се љубители на кампинг, сакаат да застанат овде, сакаат да ја посетат, да го посетат градот и сметам дека тоа би било идеално катче каде што тука би имале промотивни тури, каде што сите тие туристи би можеле да ги носиме во посета на сите оние семејни винари, за да може да имаме како економски развој, така исто така да имаат бенефит и малите семејни винари. За крај, градоначалничке, би ве прашала едно прашање. Сте имале можност да заминете од Неготино, не сте го направиле тоа. Сега сте прва дама на општината. Имате можност да создадете услови за живот онакви какви што вие сте посакувале кога сте биле мала или млада, да кажем, кога сте растеле во Неготино. Да, Ќе се обидете да го направите тоа? Снеже, како и секој млад човек, така и јас сум имала прилика и можност да заминам надвор од градот. Меѓутоа, онаа топлина која што има нашиот град, нема да ја има ниту едно друго место каде и да би отишла. Така што Неготино во следните 4 години ќе биде едно поубаво место за растење и за развој на сите млади луѓе, поразвиено и подостојно место за секој еден млад човек. Така да Неготино е моето место, моето катче, каде што растев, се развивав и ќе продолжам да се надградувам како лично за мене, така и за сите граѓани на општина Неготино. Мене ми беше многу голема чест и задоволство што бевте денес дел од нашата емисија. Јас ви посакувам многу успех во она што го работите и ви ветувам со оглед на тоа што сте една од 4 жени градоначалнички во Македонија, дека ќе се гледаме многу често, а вие ќе го оправдате вашето присуство со нови проекти реализирани за подобро живење на граѓаните во општина Неготино. Ви благодарам на поканата уште еднаш, Снеже, и еве ве поканувам официјално да дојдете и во посета на Неготино, одблизу да го запознаете какво прекрасно градче станува збор. Ви благодарам.